Значи, треба да го спроведувате законот, а вие се повикувате на писмо од влада, кога објаснувате дали влада или собрани. Во членот 8а од изборниот законник нигде не пишува дека оваа одредба, која што вели дека вакви постапки мора да се стават во мирување, дека се однесува само на влада. Нигде. Каде пишува? Еве го, најдете каде пишува влада. Нигде не пишува влада. За сите се однесува ова. И за собрание, и за влада, и за локална самоуправа, и за јавни предпријатија, и за агенции, за сите. Апсолутно. Никој не може да спроведува вакви постапки во момент кога се распишани избори. Зошто? За да не се влијае на изборите. Како е донесен овој член 8а, господине Талат Џафери? Овој член 8а е донесен со консензус од 4 политички партии: ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. И овој член, ако се вратиме наназад, веројатно ќе најдеме можеби дека и по барање денешната владеачко мнозинство донесе. Затоа ве молам, ние не бараме нити толкување од вас, не сте ни надлежен да го толкувате закон. Не толкувам ја, затоа спроведувам. Има неколку работи. Вие треба да спроведете закон. Законот кажува дека оваа постапка вие сте должен да ја ставите во мирување. И оваа седница, каде што е ставена оваа точка, да ја закажете на 16 октомври. Во меѓувреме, ако имаме желба да работиме и во август, немаме никаков проблем. Ние сме тука малтене 90% од пратениците присутни од Коалицијата за подобра Македонија. Има многу точки кои што се стварно значајни за граѓаните. Депонијата Струга 3 месеци чека. За пожарите не се закажува. За Бугарија не се закажува. Денеска ќе има од нашите пратеници некои нови иницијативи кои што ќе се од интерес на граѓаните. Нема никаков проблем. Но вие сте должен оваа постапка да ја ставите во мирување. Доколку има некаква дилема. Тоа е ваше толкување. Не, доколку има некаква дилема, а има дилема, заради тоа што јасно стои во законот, член 8а јасно стои во законот, јас можам единствено возможно толкување во овој момент, односно излезно решение, да бидам коректен и конструктивен, да направиме едно писмо, да се подпишеме јас, господинот Тунтев, господинот Ејуп Алими, господинот Африм Гаши, ако сакате и вие, небитно, или битно, нема никаква лична интенција, и да доставиме барање да ни даде толкување Државната комисија за спречување на корупцијата, која што е единствено надлежна за вакви работи да дава мислење. Ако тоа мислење го добиеме и кажува дека вие сте во право, веднаш закажете седница. Уште сега може да пишете писмо. Ајде да пишеме заедно. Ајде заедно да пишеме. Јас, вие, господинот Тунтев, господинот Алини, господинот Гаш. Заедно. Ако, да се докажам, само пошто неколку пати ми упаѓавте. Ако антикорупцијска каже дека вие сте во право, нема проблем, закажете седница, терам. Но ако каже дека не сте во право, дека член 8а вели дека треба да се стави во мирување, тогаш треба да се почитува закон. Благодарам, колега Димовски.